Почитуван председател на Република Македонија господине Иванов, почитуван председател на Собранието на Република Македонија господине Велјановски, дами и господа, почитувани пратеници и министри, почитувани представници на верските заедници, почитувани представници на политичките партии, ваши екселенции, почитувани представници на медиумите, почитувани присутни, почитувани граѓани на независна, суверена и слободна Република Македонија. Цитирам: Македонија во минатото даде великани, имиња кои ги изговараме со смирена благонаклоност и со стравопочит. Македонија и сега создава големи по душа и неповторливи маченици и херои, подготвени за самопожртвување, пред споменот или ликот на кој им симнуваме капа. Јас лично, со своите слабости и способности, не сум направил ништо повеќе од совесно исполнување на долгот кон татковината Македонија. Функцијата, инаку, ми помогна да работам во моментот со сила создадена од сите творци на македонската епопеја и да го представувам идеализмот, моралната сила и цврстината на борбена Македонија, ке истакне Тодор Александров, еден од најголемите великани на внатрешната македонска револуционерна организација ВМРО. И со своите зборови на најдобар можен начин ќе ја отслика душата на организацијата и на делото. Ќе го истакне пиететот кон преходниците и ќе ни остави нас, наследните генерации, патоказ како треба да действуваме, со идеал, со морална сила и со цврстина. Денеска е 23 октомври. Денес ја прославуваме 122 годишнината од формирањето на организацијата која го смени текот на македонската историја и го пробуди слободарскиот дух на нашиот народ, македонската револуционерна организација. Денешниот празник е празник кој со сета своја символика и значење, со сета своја тежина и траење, представува датум пред кој простом треба да се застане секој оној кој си ја сака Македонија како своја држава, како држава издигната на плеките на неговите предци, како држава која останува за навек на идните потомци. Затоа што без ВМРО немаше да постои македонското прашање. Без постоењето на македонското прашање немаше да постои Македонија. Сите ние сме мали фигури во сенка на големиот 23 октомври, денот на македонската револуционерна борба, денот кој ги трасираше патиштата кои водат до современа, независна и самостојна Република Македонија. Во тоа име и по тој повод, денес имам исклучиво задоволство и чест да говорам за големиот празник, за идеалите и предизвиците, за времето и тежината, за минатото и иднината. Почитувани присутни, личното и колективно празнување на овој празник и придобивките со кои сме задолжени од минатото, исклучиво е можно доколку секој еден поединец, секој еден граѓанин на оваа земја, индивидуално и интимно, сам за себе проба да навлезе во времето во кој е формирана и действувала внатрешната македонска револуционерна организација. Тоа е она време кое по старите фотографии ни е познато по мачниот земјоделски живот, борбата за опстанок и преживување, испуканите дланки на нашите предци, мачното секојдневие и живот во кој употребата на сопствениот јазик, религија и обичаи било секогаш последено со притисок и тортура. Се земало материјалното, но се земала и честа и достоинството, како на поединецот, така и на семејството. Обичниот човек трпел и собирал во себе, се молел и се надевал дека времињата ќе се променат. Имало индивидуални и групни побуни,
но секогаш биле стишувани и крваво задушувани. Така минувале годините, минувале вековите, се менувале генерациите, а притисокот врз населението останувал ист. И тогаш, како што запишал Никола Карев, цитирам, чашата на трпението се прелеа, пламна нашите срца и ние, синовите на страдалниот наш народ, за да ги исполниме светите завети на нашите дедовци и прадедовци. Се организиравме, дадовме заклетва на верност до смрт и востановивме да и дадеме мир на нашата маченичка мајка Македонија, чија земја е натопена со солзите, потта и крвта на нејзините синови и ќерки и да извојуваме слобода, леп и човечки правдени. Затворен цитат. Тогаш, и во такви времења, во време на очај и безизлез, на 23. октомври 1893 година е формирана Македонската револуционерна организација МРО, која неколку пати го променила името, но во колективната меморија на македонскиот народ остана запаметена како ВМРО. Како што ќе каже нејзиниот прв председател Христо Татарчев, цитирам, нејзината рационална дејност не можеше, а да не биде вреднувана и сватена од народот, кој со задоволство ги пренесуваше сите морални и материјални жртви за прославата на идеалот за слобода. И голем дел од народот помина низ какви не морални и физички мачења и лежеше по затворите, без да се издаде револуционерната тајна. И само при таква револуционерна вознес, без возможни оние возвишени легендарни подвизи на храброст и саможртва, со кои македонскиот борец, импулсиран од волја на надчовечкото суштество, го задражуваше последниот куршум за себе, или пак се искачуваше на бесилката со песната "Да живее слободна Македонија". Затворен цитат. Тоа е време кое носи тешки емоции за нашиот народ. Длабоките узни, напластени со векови, наеднаш бликнале на површината со сета своја жестина и фанатизам. Македонија родила луѓе кои повеќе не си припаѓале себе и на своите блиски, туку пред се на делото. Една од многуте пораки од тоа време е на револуционерите Лазо Москов и Колјо Рашјаков, кои во предсмртниот час порачале, цитирам, "Збогом Македонијо, збогом другари и роднини, напишете во весниците дека не ни е жал што умираме, но ни е јад што не постигнавме да ја довршиме целта, да ја ослободиме татковината. Знаете дека со нас ништо не се изгубува. Ќе се стави крај на се и ќе блесне слободата, равноправноста и братството. Мнозина се убиваат во разбойништва, мнозина умираат од треска, од seможни болести, но ние сите другари по идеја треба да умреме во борбата со тиранинот на народот." Затворен цитат. Почитувани присутни, не секој кој размислува за овие судбини може во целост да ја разбере тежината на тоа време. И тоа е сосема разбирливо. Денес живееме во слобода и демократија. Нашите деца растат во мир и спокој. Живееме во ера на глобализација, мобилни телефони, компјутери и интернет. Живееме во време на политички партии, здруженија и невладени организации. Време во кое секој си зборува на својот јазик, секој си практикува свој обичај, секој си има своји верување. Со еден збор, живееме во слобода. Но затоа пак ги имаме овие празници како што е 23. октомври, за да не подсетат како е дојдено до таа слобода. Да знаеме да цениме, да знаеме да почитуваме. И денес, кога го живееме сонот на револуционерот, кога ние и нашите деца сонуваме некој помирен сон, ненарушен од вознемиреноста на она што ни
носи следниот миг. Треба да се подсетиме што е она што денес го имаме, а што порано го немале. Што е она што денес го имаме, а порано го сонувале. Што е она за што порано се гинело, а денес го живееме. Тоа е нашата слобода. Тоа е Република Македонија. Тоа е нашата држава. Тоа е единствената наша држава. А ако нешто е единствено, тогаш тоа е незаменливо. Така било во минатото, така ќе биде и во иднина. Почитувани сограѓани, оваа држава и овој празник е на сите наши граѓани. На сите оние кои се втемелиле во незините основи, без разлика на националност или вера. Оној кој ја познава историјата ќе знае дека ВМРО соработувало во различни фази со сите етнички заедници. Овој празник не е на ВМРО ДПМН, ниту пак на СДСМ, на ДУИ, на ДПА, на Социјалистичката партија на Македонија, на ЛДП, на ГРОМ, ниту пак на било која друга политичка партија или етничка заедница во Македонија. Ова е ден кој е символ на повеќе генерации кои пред повеќе од 100 години го кренале својот глас за слобода на Македонија и човечки правдини. Глас кој силно одекнувал и во антифашистичката борба. Глас кој се слушал и на првото заседание на АСНУМ. Глас кој се слушаше и при осамостојувањето на Република Македонија. Од таквиот глас и од значењето на револуционерната борба можеме многу да учиме денес. Да се сочува слободата на верата, убедувањето и националното чувство на секој човек во Македонија и Одринско е дел од текстот на 5-та точка на Рилскиот конгрес на ВМРО, која најдобро ги покажува широките погледи и толеранцијата на македонското револуционерно дело. Од ВМРО можеме и треба да учиме за меѓунационалните и меѓуверските односи. Треба да знаеме дека во револуционерната борба во илинденскиот период своја помош истакнале албанците од овие простори. Албанците биле доста активни во Гостиварско, Тетовско, Дебарско, Охридско, Струшко и во други региони. Во историските записи на организацијата се запишани и верноста кон делото на Сулјо Али Ага, на кајмакамот Сефедин Махмуд, кој ги помагал комитите. Организацијата била помагана и од Фейнбек, албанец. Во Охридско-Струшкиот регион своја улога имало снабдувањето со оружје, во кое покрај охридските рибари активно учествували албанците од овој регион. Во Тетовско-Гостиварскиот регион имало повеќе оружарници, во кои се поправило оружјето кое се спремало за илинденското востание. Од пределинденскиот и илинденскиот период имало повеќеми на албанци кои директно учествувале во борбите. Еден од тие е Абелу Ариф Наджак, кој заедно со македонските револуционери учествувал во многу борби и на 2 пати бил ранет. За неговиот придонес во борбата, овој човек има добиено и илинденска споменица и пензија. Мултинационалниот карактер на револуционерната борба може би најдобро се гледа и преку Крушевскиот манифест и власта која била формирана во 10-дневната Крушевска република. Во Крушевскиот манифест Македонија се објавува како заедничка мајка на сите, а муслиманите се нарекуваат, цитирам, браќа и мили комши, со кои, цитирам, од дедо и прадедо се живеело и со кои понатаму треба да се остане да се живее како со своји браќа, цитирам, браќа по татковина и браќа по страданија. Ваквата декларативност се покажана и на дело во органите на власт што ги воспоставиле во станиците во Крушево. Тоа била власт која била одраз на верско-етничката различност на населението и во која постоела свесна намера сите народности да земат рамноправно учество и никој да не се чувствува запоставен поради својата вера или својата народност, како во тоа време што се нарекувало. Во таа власт имало и македонци, и власи, и албанци, и повеќе други националности. Тоа биле идеали и погледи кои биле далеку пред времето во кое се живеело. Тоа било практицирање на власт која во целост наликува на денешните мултинационални основи на владење во Република Македонија. Затоа велам,
23. октомври е наш заеднички празник. Празник од кој може многу да се учи. Тоа биле генерации кои живееле кон крајот на 19-тиот и во почетокот на 20-тиот век, а оставиле пораки за многу векови понатаму. Пораки за заедништво, за почитување, за живење како браќа. И денес овие пораки се актуелни. Пораки кои треба да не подсета дека тука сме живееле од прадедо и дека треба заеднички да продолжиме да живееме. И тоа не било како, туку поблиско еден до друг и со поголема помош еден за друг. Како што кажа во еден мој преходен говор, да не дозволиме несреките да не подсетуваат дека пред се сме луѓе, а се друго потоа. Да не го заборавиме тоа. Да не ја заборавиме човечката димензија. Да се потрудиме да одиме чекор понатаму и заеднички да работиме животот да го направиме поквалитетен и посреќен. Почитувани присутни, Македонската револуционерна организација може во многу нешта да ни биде пример и учебник како треба, а како не треба. Посебно во политичкиот дел. Имаме мноштво на примери кои веќе го имаат поминато ситото на историјата и кои јасно стојат да не подсетуваат што не треба да се повторува и на што посебно да внимаваме. Од една страна се позитивните примери дека кога се има заедништво и силна волја, ниедна цел не е недостижна. Од друга страна, се примерите дека кога се има поделеност и подпаѓање на разни влијанија, тоа е основа за слабост и причина за неуспех. Денес состојбите се многу поинакви. Денес имаме држава, денес Република Македонија е суверена, независна и самостојна држава на Балканот и во Европа. Сепак, треба да бидеме внимателни, затоа што минатото од секогаш не подсетува на безвременските човечки вистини. А историјата е еден чуден систем за рано предупредување. Заради тоа што сите ние сме луѓе по род, живееме со исти радости и со исти проблеми. Никој подобро од нас самите не го чувствува пулсот на нашите животи. За нашите работи треба ние самите да работиме. Да се стремиме самите ние, а не некој друг наместо нас. Да го обезбедуваме постојано напредокот на Република Македонија. Со таа мисла живееле нашите предци. Цитирам. Ние треба да работиме за будење на сознанието кај македонските маси, дека се тие самостоен народ, дека имаат право на слободен живот и дека треба да се борат за извојување на својата слобода, без да се подпираат на туѓа помош. Зашто оние што би дошле да не ослободат, ќе дојдат всушност да не поробат, ќе истакне Јане Сандански. Цитирам. Организацијата треба да биде самостојна и независна, да нема никакви врски и ангажмани со владите на соседните држави, за да не и влијаат и да не обвинуваат дека е орудие на некоја од тие влади и со тоа да предизвика противдејство од страна на другите соседни влади, стои во документите на ВМРО. Цитирам. Досегашното искуство на нас македонците ни покажа дека само со собствени сили можеме да се избориме за ослободувањето на Македонија, ки истакне Дамјан Груев. Затоа велам самите. Пред се самите. Ние треба да сме свесни дека денес имаме држава и дека имаме историската одговорност да покажеме капацитет. Дека сме кадарни таа држава, која е платена со крв и солзи, со човечки животи, со изгубени младости, со многу жртви и самооткажувања, да ја одржиме и да ја направиме силна и почитувана. Нема проблем кој не може да се реши. Нема работа која не може да се заврши. Нема ненадмирливи разлики. Ние треба да сме свесни во секој момент од нашиот живот дека сме пред се македонци, граѓани на оваа држава и дека оваа наша земја ја сакаме повеќе од било кој друг. И дека ние граѓаните кои живееме тука можеме да најдеме секогаш повеќе и поголем број на заеднички точки и платформи отколку некој кој не е од тука. Да, ние имаме пријатели
кои сакаат да ни помогнат во постигнувањето на заедничките цели. Но ќе покажеме слабост пред нас самите и пред другите, ако ја трошиме нашата енергија да се оцрниме меѓу себе, да си напакостиме, да се закрвиме и да се ослабиме. Не, ние мора да покажеме и капацитет и карактер кој ќе не направи и повеќе почитувани надвор и повеќе срекни дома. Не изгледа добро кога однадвор бараме помош и сојузници едни против други. Треба да го сватиме историскиот момент, дека ние ќе бидеме гледани од нашите наследници, од идните генерации како една цела генерација. На нив, нашите недоразбирања ќе им изгледаат мали, или воопшто нема да ги разбираат. Ама ако покажеме капацитет и заедништво, и ако оствариме напредок за Македонија, на економски, на политички и општествен и културен план, тоа наше дело нема да може да биде незабележано. И таквото дело нема да го препишат на поединец или група, туку на една цела генерација на македонци. И тоа ќе биде дел од нашите заеднички заслуги како граѓани на оваа држава. Како премиер на Македонија, која добил довербата да раководи со процесите во еден одреден период, нема да дозволам расцепување на македонското национално ткиво и нема да дозволам определена појава да ги загрози вредностите и правците на опстанокот на нашата нација. И во ситуација ако не бидам подржан во тој мој поход од другите засегнати, политичкиот капитал, кој би го потрошил на краток рок, преку некоја остапка, компромис, широчина на домашен план за да успеам во остварувањето на својата цел за обединетост и заедништво, за врвните точки од национален и државен интерес, е минорен во споредба со историската димензија на преземениот чекор. Од предизвиците се плашат само слабите, а смелите и храбрите, со гордост и чест, им пристапуваат и ги решаваат. Тоа заедништво, таа слога, тоа почитување на различностите и обединување на сите расположливи капацитети во функција на идејата и денес представуваат вредност на нашето општество. Но и пример дека само сплотени можеме да ги оствариме зацртаните цели за подобра и по-просперитетна Македонија. Тоа е интерес за сите македонци, албанци, турци, срби, роми, бошнаци, власи, на сите христијани и муслимани. Сите ние сме Македонија. И токму затоа од првиот ден на мојата работа практикувам политика на отворени врати за секој оној што сака да се приклучи во нашата работа, во нашиот концепт за подобрување на сите сфери во општеството, во проектите кои се однесуваат за сите граѓани. И тоа е победничкиот концепт. Обединувањето на сите расположливи капацитети значи обединување на нашата сила во функција на нашата држава, бидејќи само така победува Македонија. Онака како што нашите потомци, како нашите предци рамо до рамо се бореле и заеднички ја граделе нашата држава, така ние продолжуваме со слога и заедништво да се справуваме со предизвиците, со толеранцијата, разбирање и посветеност да ја градиме нашата држава. И во тој контекст мораме заеднички да одговориме на секој предизвик, заеднички да се справиме со секоја кризна состојба и заеднички да исчекориме кон зацртаниот пат за подобра, поуспешна и економски посилна Македонија, членка на Европската Унија и на НАТО. Драги браќа и сестри, цитирам, ние имаме своја аграрна и стопанска програма, тесно поврзана со нашата општа политичка програма, ки истакна Јане Сандански, потенцирајќи ја на тој начин сеопштата значајност на економскиот развој како собствен дел од развојот на индивидуата и градењето на политичкиот светоглед. Истовремено покажувајќи дека ВМРО имала секогаш посветен и одговорен однос кон подобрувањето на стандардот на граѓаните како основа за националното осознавање и практицирањето на слободата на дело. Почитувани пријатели, само економски независен човек е вистински слободен човек.
Затоа лозунгот со кој јас се будам и заспевам секој ден е економија, економија и економија. Знам дека слободата мора да биде подкрепена со економски развој и дека приоритет на секој одговорен политичар е да граби кон остварување на економските проекти, кои ќе имаат реален придонес во животот на секој човек и секое семејство во Македонија. Тоа не е нималку лесно и не е едноставно, ама тоа мора да се прави и на најголем дел од времето да се посветува не само од мене и од владата, туку од секој политичар и од секој што е инволвиран и поврзан со економијата и на одговор на прашањето како можеме ние со дела да го подобриме животот на секој човек. Големо е задоволството кога фактите и бројките потврдуваат дека од залагањата и делата има резултати, иако има уште многу да се направи. Така, например, за мене лично е многу значено што кога дојдов во владата во 2006 година, во Македонија имаше вработено 560.000 луѓе, а денес се вработени 700.000 луѓе во нашата држава. Тоа се оние новоотворени 140.000 работни места, од 560.000 на 700.000 вработени луѓе во Република Македонија 2006-2015. Годинава го достигнавме историски најниското ниво на невработеност од 26,8%. Најниско од осамостојувањето до денес. А да подсетам, наследивме историски највисоко ниво на невработеност од околу 38% во 2006. Во минатите 2 години Македонија, споредено со другите земји во Европа, имаше втор највисок раст на економијата и во 2013 и во 2014. Втор највисок раст на економијата во Европа. Годинава, на почетокот на годината, прогнозите на Светската банка и на Европската комисија беа дека ќе бидеме први по економскиот развој Европа. Политичката криза во земјата и кумановските настани ја искомплицираа работата на економијата, но и покрај овој тежок период зад нас. Може би не први, но сигурно повторно ќе бидеме во првите 5 земји според растот на економијата во Европа. И покрај проблемите, странските инвестиции во однос на минатата година растат. Опаѓа дефицитот на тековната сметка, а имаме доволно стабилно ниво на девизни резерви за покривање на 4,7 месеци увоз. Растат и депозитите на граѓаните во банките, но и довербата кон денарот. Создадовме една од најдобрите клими за правење бизнис во светот. И тоа ни го признаваат сите меѓународни финансиски и економски организации. И што е најважно, истото се рефлектира и на терен, со отворање на многу нови фабрики, а со тоа и многу нови работни места, кои порано ги немаше, не постоеа. Затоа велам, која ќе не ценете не според бројките и фактите. Така се мерат и се вреднуваат делата. Ова го правиме за сите граѓани, независно на нивната политичка, етничка или верска ориентација, а најмногу го правиме за младите, за новите генерации. Почитувани, цитирам, ВМРО ги представува македонците што се борат за национално самоопределување, политичка слобода, самоуправа и најголема можна социјална правда. Тодор Александров. Ние жестоко ќе продолжиме да се бориме за социјална правда. Ќе продолжиме со мерките за вработување на луѓето како најдобар гарант за излегување од социјалната неправда, која ни беше оставена како структурен проблем. Во ова насока, почитувани присутни, дозволете да најавам дека деновиве заменик директорот на Агенцијата за странски инвестиции Климент Чекеровски ме информираше дека компанијата Мусала Софт од Бугарија, која е лидер во нивната дејност, донесе одлука за инвестирање во Македонија и веќе регистрираше компанија во Скопје, изнајми простори и започна со вработување на високо квалификуван кадар, а нивниот план е да достигнат 300 нови вработувања за период од 2 до 3 години. Министерот Джери Наумов
Денови ми најави нови 120 работни места од две компании на кои тој работеше. Едната од Италија, од земјоделската индустрија, која одлучи да инвестира во Битова и неодамна купи земјиште во индустријската зона Жабени, каде што наскоро ќе почне градба на свој капацитет. Компанијата користи посебна технологија за производство на преработен зеленчук за извоз главно во Германија и Италија. Тие ќе вработат 40 лица. Втората е израелската компанија која во Скопје отвора своја компанија и ќе вработи 80 луѓе во следните 12 до 18 месеци со план за значително зголемување на бројот на вработените во период од 5 години. Тие ќе работат како подршка на нивните операции за продажба на нивните европски клиенти. 50 од нивните работени ќе бидат лица кои го познаваат францускиот јазик, а останатите треба да познаваат италијански, словенски и други балкански јазици. Компанијата функционира во областа на финансиската дејност и е активна во 40 држави. Во портфолиото на Виктор Мизо, како што и преходно најавив, стои дека до крајот на годината две компании ќе ги објават своите донесени одлуки за инвестирање. Едната во Струмица за 1500 лица, втората во Скопје за 500 нови вработувања. А ќе следат и две отворања на фабрики на компаниите кои завршуваат со градбата и ќе следи почеток на производството. Тоа е втората фабрика на Технокозе од Италија со нови 150 вработувања, а во декември и компанијата Капкон со нови 400 работни места, двете во Скопје. Ќе биде потпишан и најмалку еден нов договор за една нова инвестиција во Македонија, а тоа е договорот со германската Констал за 1000 нови вработувања во зоната Охрид-Струга. Американската Гентерм ќе влезе во финиш на својата нова фабрика во Прилеп, во која ќе отвори 2000 нови работни места и која веќе ги селектираше првите 350 лица. Тоа е она на што ние работиме. Драги пријатели, сакам да се осврнам на една значајна тема која верувам дека е од исклучителна важност за нашиот развој. Тоа е образованието. Не треба да се заборави дека ние при ширењето на народната просвета ќе најдуваме на отпор. Е позната мисла на првиот секретар на ВМРО Дамјан Груев. Ги следам со големно внимание сите реакции поврзани со образованието. Ги гледам и чувствувам голема тежина. Многу пати сум кажал дека ние немаме алтернативи. Немаме извори на нафта и газ, немаме излез на море, немаме кој знае какви рудни богатства, а со децении ја имаме сиромаштијата. Затоа образованието и вложувањето во подобро образование и знаење ни е единствениот ресурс за конкурентност со светот и напредок на земјата и на сите луѓе во неа. Тоа е суровата реалност, која мора да ја прифатиме, наспроти лажните митови. Спроведуваме амбициозни и промислени реформи во образованието. И како и тогаш се соочуваме со отпор. Тоа е природно. Отпорот е природна работа. И јас тоа го разбирам. Тоа е повеќе отпор кон новото и непознатото, а не отпор затоа што сме некадарни или не можеме. Не, ние можеме. Нашите деца не се ништо помалку од англиските, француските, финските, хрватските, чешките, романските. Ако во Европа може да има екстерно тестирање и матура, може да има и во Македонија. Ние се залагаме за екстерното тестирање и матурата и тоа не е заради некој хир или суета, туку заради фактот што знаеме дека тие ќе дадат резултати. Ќе дадат и тоа какви резултати, а веќе и даваат. Иако имаме уште многу работи на нивно усовршување. Ние сме спремни, ако е потребно и свесно да загубиме дел од политичката подршка. И ние тоа отворено го кажуваме и тоа треба да се почитува. Ние гледаме и делуваме долгорочно, а не од денес за утре. Со индигнација ги одбивам сите обвинувања дека овој концепт го тераме заради тоа што сакаме некому да му нанесеме зло или да го казнеме. Нема логика. Ниту било така, ниту ќе биде. Па и децата на министрите, директорите, пратениците, другите функционери го полагаат истото екстерно и истата матура. Тука нема привилегии.
И ние по домовите имаме стресни моменти. Како што има во секој дом кога ќе дојде периодот на тестовите или ние работиме со децата, помагаме, се нервираме, се радуваме. Ги разбираме сите. Затоа што и ние поминуваме низ истото. Немојте да мислите дека сме посебни или дека не чувствуваме. Ама мора да има мака за да има наука. А кога ќе има наука, ќе има и успех. Злоупотребата на децата во политички цели е само неуспех. Помислете само колку е лесно сега да кажеме се што сакаат да слушнат децата и дел од родителите. Најлесно. Пред избори сме, ќе ветиме, ќе ги орасположиме сите и сме завршиле работа политички. Сме го тргнале товарот од нас. Но каква е одговорноста што со тоа ја носиме? Каква иднина оставаме за нашата земја и за следните генерации? Како влада сме убедени во исправноста на концептот и барам подршка од целото општество. Како партнери, како сонародници, како луѓе, соседи, пријатели. Зошто некој да мисли дека би правеле нешто ако знаеме дека е лошо? Ние правиме нешто зашто знаеме дека е добро. Ако сме сакале некого да казниме, тогаш зошто партиципацијата на факултетите од 1000 ја намаливме на 200 евра? Зошто даваме скапи стипендии за секој кој ќе успее да се запише на еден од врвните 100 универзитети во светот? Зошто изградивме над 80 и комплетно реконструиравме над 350 училишта? Зошто трансформиравме над 9000 привремени во трајни работни односи за наставниците? Зошто изградивме над 70 спортски сали низ училиштата? Зошто купивме компјутер пред секое дете? Зошто учебниците и превозот за учениците станаа бесплатни? За да биде подобро. И за да биде за сите подобро. Подобро сега некој нека се испука врз нас и нека му помине, отколку по 10 години, која ќе биде на интервју за работа или која ќе треба да започне бизнис, да не прекорува во себе полн со фрустрации, депресии заради неуспехот и поразите на животот. Паролите дека нема мир додека нема правда се добри за изговарање кога имаат суштина. Но кај нас не само што ја немаат, туку имаат една фалинка. Нема правда додека нема знаење. А знаењето е мир. Пак ќе кажам, ако нешто може да се подобри и да се унапреди, ние тоа ќе го прифатиме. Затоа што законите не се прават за да им одмогнат на луѓето, туку да им помагаат. Ако е нешто добро, и ако со прифаќањето на некој предлог не се уништи суштината на концептот, ние тоа ќе го прифатиме. Ние ќе го усовршиме системот со сите добри идеи. Но крајниот резултат на тој систем треба да е повеќе знаење, поквалитетно знаење, поголема креативност и поголема конкурентност на секој млад човек, не само домашна, туку и меѓународна конкурентност. Во следниот период, многу високи државни функционери ќе ги посетат училиштата, ќе разговараат со учителите, учениците, со родителите, ќе ги слушаат вашите предлози и забелешки. Ќе бараме решенија за унапредување. Ќе унапредуваме и ќе подобруваме. Ќе зборуваме по училиштата за секој проблем кој што е во образованието. Ние го сакаме образованието. Ние си ги сакаме нашите деца. Сакаме решенија кои ќе бидат квалитетни и ќе помогнат, и тоа ќе го правиме заедно со родителите и со учениците, низ еден квалитетен процес. Имаме честна намера и вистински правец. И немојте да заборавите дека ВМРО во својата срж ги има учителите Гоце Делчев, Дамјан Груев, Ѓорче Петров, Петар Попасов и многу други. И тие се столбовите, основите. И дека токму тие учители знаеле и проповедале дека секогаш треба да се има повеќе знаење. Почитувани присутни, кога зборувам за приоритетот и значајноста на внатрешно уредување на односите и внатрешно решавање на предизвиците, би сакал да го истакнам и следното. Нашата земја годинава се соочуваше со сериозна политичка криза, која што се закануваше да ги закочи сите економски и евроатлански текови. Многу работи беа кажани.
Многу емоции истурени. Јавноста имаше можност да види се, да слуша аргументи, но и да биде изложена на многу шпекулации, манипулации, дезинформации, полувистини и покрај обидите за сервирање на спротивната теза. Токму преку оваа криза на конкретни примери, факти и аргументи, на конкретни феномени се покажа дека во Република Македонија секој може да каже се, да се собира, да ги истакнува своите ставови, да критикува независно што многу повеќе таа критика е на маркетиншки основи и само заради критика, а многу помалку на реални аргументи и со цел да подобри и унапреди нешто. И додека не критикуваа дека нема слобода, тие самите докажаа дека има слобода и тоа дека има баги слобода. Многумина знаа да кажат дека сме им дозволиле да ни се качат на глава. Некои тоа го толкуваат како слабост. Некои ќе си речат, абе ги држат луѓето со нешто и затоа вака оди работата. Да беше така, ова одамна ќе беше завршено. Ова во Македонија е поголема битка од она што изгледа. Ова во Македонија е битка за Македонија. На кого тоа не му е јасно досега. Ова е добар ден да го нагласиме тоа. Битка многу поголема од дневните авантури на опозицијата, која свесно се става во улога на алатка. Оваа битка ќе се реши на изборите на 24 април следната година. На тие избори народот ќе каже кого поддржува и во кого има доверба. Нема да каже ниту некој странец, ниту некој со волшебен стап, ниту пак некој таков ќе ги реши нашите проблеми. Ние заедно со народот. Ова е наша земја. Ова е наша земја. Ова е наша татковина. Ова е Република Македонија. И ние мора да истраеме и да одговориме жестоко на сите предизвици со кои се соочуваме. Тоа сакам да го порачам на овој ден. Тоа сакам да го порачам на овој ден. Ова е денот на ВМРО. Ова е ден за да се подсетиме сите. Ова е наша земја и ние, народот на Македонија, одлучуваме за нејзината иднина. Никој друг. Решавањето на политичката криза со договор меѓу партиите е позитивен момент. Народот тоа го очекуваше од нас. Решавањето на агонијата која ја предизвика опозицијата и ние бевме максимално, повторувам според некого и повеќе од максимално посветени и конструктивни. Круцијален момент во тој политички договор е можноста граѓаните на избори да се изјаснат за политичките субјекти и тоа по долг период на размена на многу информации. Избори мора да има заради нив, заради нас, заради вас, заради секого. На тие избори граѓаните треба во фер услови и слободомно да решат за својата иднина. Граѓаните на Република Македонија. Првиот председател на ВМРО, доктор Христо Татачев, кажал: ние не можеме да действуваме поинаку и да ја предрешаваме судбината на македонскиот народ и оставиме на него понатаму да си ја кове судбината. Тоа што подосна би се диктирало од неговите интереси, тој е слободен да прави како што сака. Така треба да биде и сега. Народот да решава. Договорот од јуни и јули во Скопје треба да се почитува во целост, како што е договорен и како што е напишан, без проширување од рамките во кој е поставен и без разни толкувања и дополнувања во зависност од политичките интереси на некои партии. Договорот е јасен,
и напишан и треба да се почитува. Тој договор е сам по себе договор и тој не може да служи како појдовна точка за нови преговори, за нови договори, од кои почетна точка е тој договор. Секој политичар и секој кој сака да помогне во реализацијата на политичкиот договор треба да пристапува со максимална сериозност, одговорно и посветено. Треба да го почитува тој постигнат договор. Зборот не може да биде збор за нов збор. Зборот е збор сам по себе. Тој што подсетува за зборот треба да подсети на друго место, а не пред македонскиот народ. Македонскиот народ и сите граѓани на Македонија знаат што е даден збор. Никој не смее да го подценува народот. Никој нема право да го прави тоа. Иако политичката сила која има оваа политичка гарнитура беше добиена на избори кои аргументирано и правно не беа оспорени од страна ниту на опозицијата, ниту на друг субјект. И покрај поддршката во јавноста на оваа политичка гарнитура, која е двојно поголема од онаа на опозицијската, и покрај фактот што политичкиот легитимитет и легалитет кој го добивме е на половина од периодот за кој го добиваме, ние се согласивме да ја прекратиме атмосферата на тензија и конфликтност со создавање на можност за обраќање кон народот и можност за произјаснување на народот на избори. Основна и единствена цел на договорот беше да се организираат избори на кои народот ќе може да одлучува во фер и демократски услови, кои нема да создадат сомнеш за некаква нееднаквост, за дискриминација или за фаворизација. Изборите се финалната цел на тој договор, заради која постојат другите одредби од договорот, кои се патоказ како да се стигне до финалната цел изборите. Министрите и замениците со право на вето, согласно договорот, треба да осигураат балансираност на институциите и одвраќање од потенцијална улога на институциите во фаворизации и дискриминации. И тоа е функција на овие лица. Тоа е во функција на зголемување на довербата. Тие треба да ја обезбедат демократијата пред се довербата, а не да бидат алатки во политичката функција. Тие треба да го бранат, а не да го напаѓаат правото на глас. Тие треба да не дозволат влијанија на институциите во изборниот процес, а не да прават влијание во изборниот процес. На ист начин треба да действува и специјалниот јавен обвинител, чија работа целосно ќе ја почитуваме и ќе ја поддржуваме во сите елементи кои се предвидени со договореното. Ние немаме о што да стравуваме. Сакам да верувам дека и нашите политички конкуренти нема о што да стравуваат. Ако стравуваат од нас, нема потреба да стравуваат, бидејќи ние од нив не стравуваме. И не треба да стравуваме едни од други. Треба да стравуваме само од народот. Јас барам народот да одлучи и да каже на кого му верува. Граѓаните добро не знаат, сите нас политичарите. И ние немаме о што да стравуваме. Не, ние напротив се радуваме на денот на изборите и го исчекуваме. Ние инвестираме политички капитал за тој ден 24 април. Да биде празник. Празник на демократијата. Ден во кој сум длабоко убеден дека ќе исчезнат сите политички магли. На 24 април се ќе се разјасни. До тогаш, како ми изгледа, ќе има уште магла. Уште сеење магла. Ќе има уште многу валкани обиди за рушење на државата и волјата на народот. Но ние ќе стоиме рамо до рамо со народот и нема да ги изневериме. Ги знам сите теории ги слушам сите критики и сите шпекулации. Ние нема да го изневериме народот и за тоа ви давам збор. Знаеме што правиме и во кој правец одиме. Битката ќе ја добиеме. Ова е битка повеќе од тоа што изгледа. Не го заборавајте тоа. Сите вие, сите ние имаме одговорност пред државата, пред нејзината историја, пред нејзината иднина, пред 4 свети букви ВМРО, пред идеалите на организацијата
и жртвата на незините активисти. Ова е твоја земја, ова е наша земја, не го заборавајте тоа, вие одлучувате и никој друг. Народот, граѓаните одлучуваат, никој друг не одлучува во оваа држава. Драги присутни, драги гости, би истакнал една мисла од еден од основачите на ВМРО, Иван Хаджи Николов, кој вели: основачите и членовите треба да бидат постојано во контакт со населението во Македонија, да бидат изложени и тие на истата опасност, на каква што ќе бидат изложени и нивните последувачи, преку кои полесно ќе ја спечелат довербата на населението. Затворен цитат. Затоа ние политичарите не треба и не смееме да дозволиме да бидеме дефокусирани од реалниот живот и од реалните проекти на кои сме се обврзале и во кои се пронаоѓа секој еден граѓанин на нашата земја, без разлика на неговата национална, верска или политичка ориентација. Сакал некој тоа да го омаловажи или не, да го признае или не. Затоа што Македонија не е и не смее да биде само клубот на пратениците, туку и Куклиш, и Шишево, и Жеровница, и Новак, и Количани, и Волково, и Стење, и Дебарца, и Кривогаштани, Љубин, Студеничани, Света Петка, Сопиште, Могила и стотиците други села, десетиците градови и населени места низ Македонија. Македонија е секој хектар посејана земја, секој метар автопат, нов вагон, медицински апарат. Затоа што Македонија не се 20, 5 или 10 политичари, туку се 2 милиони македонски граѓани, на кои мора да се посветуваме како основен приоритет, а заради нашиот искрен мотив да помогнеме и да подобриме. Македонија не се министрите, лидерите на опозицијата, пратениците, туку е работникот во Джонсон Мети, Кемет Electronics, Дракса Мајер, Кромбет и Шуберт, Маккарт и другите странски фабрики. Работникот во ВЗ Шари, во Јавор Промет, во другите македонски компании. Земјоделецот кој ги продава своите јаболка во Еполенд или доматот во Агрокор. Човекот во Повок кој може да зема лек од подвижна аптека која му доаѓа во населбата, односно во селото. Македонија не е само политичка комуникација и дебата. И крупните поими што звучат погласно, но се аморфни, туку Македонија многу повеќе е секој водовод, патче, заменет дотраен прозор, нова индустријска зона, нова машина во фабриката, повисока пензија и плата, првата плата, новата плата, ослободувањето од придонеси, легализираниот трактор, откупениот двор, новиот двоспратен автобус, паркингот во градот или селото. И ние треба таму да ја трошиме нашата енергија и нашите ресурси доминантно. Така ќе ја оствариме и нашата цел, да станеме дел од семејството на европски народи, рамноправен член на масата каде се носат европските одлуки и ние тоа ќе го оствариме. Нема недостижни работи и нема недостижни граници. Ние сами си ги поставуваме своите цели и своите граници. И од нашата работа зависи, како и од мудроста на носењето на одлуките, со кои не треба, решавајќи едни, да загрозиме други работи. Веруваме дека европскиот дух ќе се отвори и во нашиот сосед, вдахнувајќи нова енергија за решавање на отворените прашања. Во добар дух, како соседи, како пријатели, без желба за пораз на другиот, туку со желба за напредок и порив за развој на целокупниот регион. Ние сме подготвени и за овој предизвик, секако согласно декларираните принципи во кои веруваме. Силната фокусираност на нашата евроатлантска агенда, ама од сите, без подметнувања, и дословната имплементација на законските решенија кои ние ги донесовме, а кои беа одложувани 15 години, ќе обезбеди нови услови за раст. Прецизниот план на реформи, мерки и активности ќе донесе нов квалитет во нашите животи, на секој еден од нас. Достигнувањето на тие цели и стандарди ќе даде нова димензија со свој труд и своја работа,
кон своји цели и кон влез во она што го сакаме и што е природно и цивилизацијски наше. Затоа, како премиер на Република Македонија, во името на сите нас, во името на македонците, албанците, турците, ромите, србите, бошњаците, во името на христијаните, муслиманите, евреите и атеистите, во име на ВМРО ДПМН, на СДСМ, на ДУИ, на ДПА, на Социјалистичката партија на Македонија, ГРОМ, ДОМ, ДС и другите партии, во името на мажите и жените, во името на работниците, земјоделците, пензионерите, студентите, средношколците, учителите, лекарите, административците, земјоделците, во име на сите граѓани на Република Македонија, барам 7 позитивен извештај за напредокот на Република Македонија, 7 препорака за почеток на преговорите за членство во Европската Унија и конечно носење на одлука за датум за почеток на преговорите со Европската Унија и почеток на тие преговори. Затоа што тоа е цивилизацијски, морално, рационално и оправдано. Нема човек во Република Македонија кој смета дека ова што го бараме е погрешно или дека е незаслужено. Не, многу работи имаме сработено. И тоа е заслуга и на владата, и на собранието, и на сите наши граѓани. И во тој, и во политичкиот договор, сите правиме максимум да се приближиме и апелирам да се стават настрана стравовите, стереотипите и предрасудите со кои се соочуваме. Да се врати минимум до вербата и така ќе постигнеме успех за државата. Дневната политика настрана. Интересот на државата на прво место. Почитувани присутни. Работиме многу, навистина многу. И во моментите кога емоциите се на повисоко ниво, и кога се бориме, и кога паѓа тежок збор, ние работиме. И кога велам работиме, мислам дека работиме сите ние, од сите партии, од сите вери и сите нации. Нема поединец во нашата земја кој искрено во себе не верува дека сме достигнале стандарди кои се доволни за да ги почнеме тие преговори за членство, кои од своја страна пак ќе придонесат за уште поголема демократија, за уште поразвиено македонско стопанство, за уште повеќе можности и успеси. Нема поединец во Македонија кој не мисли дека сме заслужиле и дека предолго чекаме, дека статус кво ситуацијата е само вртвок во кој тонеме и дека мора да одиме напред. Мора. Затоа барам во името на сите граѓани и на оние кои гласеле за мене и за оние кои не гласеле и се против мојата политика. Но знам дека стојат зад европската идеја во политиката. И за оние кои воопшто не гласеле. Европа не може да оди напред ако не оди напред еден дел од нејзе. Еден дел кој природно припаѓа во Европа. Цивилизацијски припаѓа во Европа и културолошки припаѓа во Европа. Многу работи поминавме, проголтавме, попуштивме, отстапивме, истуркавме, сработивме, заслуживме, ама заслуживме да ја добиеме не само препораката, туку и да ги почнеме финалните преговори за членство во Европската Унија и да бидеме примени во НАТО и во Европската Унија. Сега се гласни најавите за одземање на препораката. Се надевам дека тие што носат одлука за ова се свесни, дека и тие ќе имаат свој дел од одговорноста, ако после тоа работите тргнат во непосакуван правец. Ние се однесуваме одговорно и ќе продолжиме одговорно да се однесуваме и во иднина. Но губење на препораката, иако според сите истражувања народот нема да го доживее како нешто трагично, посебно поради одговорот дека и досега сме добивале 6 препораки, но никогаш не сме почнале преговори и препораката е безсмисленост ако нема почеток на преговори, сепак знам дека тоа не е така. Тоа е важно за нашата земја и за нашиот народ. Тој не заслужил тоа да му се направи. Обвинувањата по тоа кој е виновен, ВМРО, СДСМ, ДУИ, ДПА или некој трет, ќе бидат само почеток на нова неизвестност, во отсуство на еден сериозен кохезивен елемент. Обвинувањето по тоа дневно политички ќе бидат глупави и само ќе стимулираат омрза и гнев. Скептиците ќе кажат премногу барам или премногу очекувам.
оние што секојдневно не притискаат на различни начини, ќе најдат начин во свој манир да одиграат со посочување прст или со повлекување на полуги. Ние ќе застанеме наспроти таа неправда, силно и достоинствено. Дневно политички сето ова нема ништо да значи. Никој нема ни да изгуби, ни да добие повеќе. Но државата ја сенам дека ќе биде неправедно казнета и овој народ тоа не го заслужува. Ние ќе се бориме до крај за нашиот народ и за интересот на државата, на Република Македонија. Почитувани присутни, дозволете ми да завршам во духот на пораките од минатото, во духот на пораките од нашите предци, пораките кои ги носи големиот празник 23 октомври. Една од таквите пораки е на гимеджијата Јордан Поп Јорданов Орцето, кој пред да загине подлекол: јас не припаѓам на себе си, туку на делото, а целта и смислата на моето живење беше да работам и да умрам за слободата на мојот народ, на мојата ценета и сакана Македонија. Во духот на оваа силна порака, со почит кон минатото и поглед кон иднината, дозволете ми да истакнам дека и денес секој оној кој работи и функционира во интерес на граѓаните треба пред се да го сака делото, да ја сака Македонија, да ја сака среќата на својот народ. Со таква љубов и со таква поврзаност Македонија ќе оди напред. Македонија ќе гради дела. Македонија ќе биде држава на среќни и задоволни граѓани. Датумите се за да се подсетуваме на делата. Нека ни е честит и вековит големиот празник 23 октомври. Нека е вечно делото. Да живее Република Македонија. Да се живи и здрави. Ви благодарам.